Нова работна недела е пред нас, но и ново издание на Дневникот. Останете со нас. Нови 2 случаи позитивни на COVID-19 во Куманово. Слободни места за запишување во сите средни училишта. Се уредуваат зелените површини во градот. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 665 тестирања, а регистрирани се 90 нови случаи на COVID-19. Во Куманово се регистрирани 2 нови случаи. 90 нови случаи позитивни на COVID-19 се регистрирани последните 24 часа на ниво на државата. Согласно податоците на Министерството за здравство, евидентирани се вака според табелата: Скопје 36, Куманово 2, Штип 8, Тетово 4, Струга 10, Велес 2, Битола 2, Охрид 13, Гостивар, Крушево по 1, Кочани 2, Проби Штип 1, Свети Николе 2 и Ресен 6. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 48 оздравени пациенти. Починати се 9 лица, 5 од Скопје, 2 пациенти од Тетово, 1 од Охрид и 1 од Гостивар. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 5196, бројката на оздравени пациенти е 1974, на починати е 247, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 2975. До сега во земјата се направени вкупно 51.885 тестирања на COVID-19. Нема тестирања во рамките на скринингот. На инфективната клиника во изминативе 24 часа примени се 13 пациенти. Вкупно се хоспитализирани 106 пациенти. На кислородна поддршка се 49 пациенти, додека нема пациенти на механичка вентилација. Во монтажната болница се хоспитализирани 11 пациенти, во болницата во Козле 1 возрасен пациент позитивен на COVID-19. До утрово во градската општа болница 8 септември примени се 12 нови, а вкупно хоспитализирани 132 пациенти. На респираторна машина се 6 пациенти. Во болницата во Битола се хоспитализирани 33 лица, а во болницата во Штип 20 лица. На инфективните оделенија во Тетово, Охрид, Велес, Куманово и Прилеп се хоспитализирани 76 пациенти позитивни и сомнителни на COVID-19. Во текот на изминатото деноноќие, на територијата на државава на 566 лица им се издадени решенија за изолација, а 178 лица потпишале изјави за самоизолација, информираат од МВР. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација и утврдено е дека 2 лица ги прекршиле мерките. По однос на мерката за носење заштитна маска, регистрирани се 107 прекршоци. Отстапување на сила на уредбата за непочитување на решенијата за изолација и самоизолација од 12 до 22 јуни во државен карантин на сопствен трошок спроведени се вкупно 13 лица, меѓу кои и 1 полициски службеник, а против лицата ќе бидат поднесени и кривични пријави. Лидерот на ВМРО ДПМН вчера се сретна со граѓаните и членовите на партијата и коалицијата во Куманово. Посочи дека во периодот кој што следи ќе ја презентираат програмата со која што ќе настапат на изборите. Мицкоски зборуваше и за инцидентот со фрлање експлозивна направа во објект на подпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски, но и за фотографиите според кои неговата мајка не се придржувала до протоколите. Повеќе за ова во прилогот што следува. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вчера го посети Куманово. Тој се сретна со граѓаните и членовите на партијата. Рече дека во наредниот период ќе ја презентираат програмата и ќе разговараат за актуелната состојба и предизвиците.
потенцираше дека изминативе 3,5 години граѓаните се соочуваат со лоша економска политичка состојба од страна на сегашното раководство на СДСМ и Зоран Заев со лошо менаџирање на ковид пандемијата. Нагласи дека додека Европа ги отвора границите, кај нас се бележат најголеми пикови и рекорди по број на луѓе кои го губат животот. Периодот кој што е пред нас, ќе се обидеме ширум Македонија да ја презентираме нашата програма, да разговараме со што е можно повеќе со граѓани, да ги убедиме во нашата мисија, а тоа е најпрвен да ја поразиме пандемијата наречена ова раководство на СДСМ и Зоран Заев, а потоа да ја совладаме пандемијата со COVID-19 вирусот, се разбира и економски и политички Македонија да ја вратиме во нормален колосек, а не онаму каде што сега силно ита, а тоа е бездна која што ја предводи ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Лидерот на ВМРО-ДПМН се осврна и на инцидентот со фрлена експлозивна направа во објект на семејството на потпредседателот на партијата Владо Мисајловски. Нагласи дека ваквите сценарија не се добри за никого и ги повика институциите што поскоро да го расветлат случајот. Сега за сега ќе бидеме трпеливи и ќе чекаме институциите да го расветлат настанот, но ако институциите не го расветлат настанот, јас им ветувам дека после 15 јули ќе ги стигне правдата. И тие ќе бидат примерот како се постапува во новата влада предводена од ВМРО-ДПМН, кога правдата ќе затропа на вратата на злосторниците и криминалците кои што ја злоупотребуваат сегашната ситуација за да спечелат по некој политички поен. Мицкоски зборуваше за фотографиите согласно кои наводно неговата мајка не се придржува кон протоколите. Рече дека потекнуваат од СДСМ и нагласи дека не ни очекувал ништо конструктивно и креативно, туку само невистини. Надуи им порача да внимаваат како да се однесуваат за условите кои што ги упатија за премиер Албанец и за прифаќање на бугарските барања. Тој додаде дека ВМРО-ДПМН е политичка партија која се обраќа на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Почна реконструкцијата на 5 краци на потегот помеѓу улицата Доне Божинов и булеварот Октомвриска револуција. Од Оделението за јавни набавки од општина Куманово информираат дека ќе се поставуваат бекатон плочки помеѓу станбените единици на овој потек во Куманово. Од општинскиот буџет за оваа намена одвоени се над 3,6 милиони денари, а ќе се реконструираат над 6,7 илјади метри квадратни површина. Фирмата изведувач Битем Скопје треба да ја заврши реконструкцијата до средината на јули, велат надлежните од Оделението за јавни набавки. Според резултатите од првото пријавување во прва година во средните училишта во градот, најголем број на запишани ученици има во гимназијата Гоце Делчев. Доста голем интерес има и за техничкото училиште Наце Боѓони, каде што во првото пријавување веќе е пополнета предвидената бројка за профилот компјутерска техника и автоматика. 163 ученици од вкупно пријавените 239 кандидати со настава на македонски јазик запиша средното техничко училиште Наце Боѓони во првото пријавување во јунскиот рок. Директорот на училиштето Драган Јаневски вели дека првото пријавување е во рамките на очекувањата. Интерес има за сите профили, нагласувајќи дека веќе е пополнета предвидената бројка само за електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Со настава на македонски наставен јазик за техничар за компјутерско управување имаме, тоа се од машинска струка, имаме 16 слободни места. Машинско-енергетски техничар, исто од машинска струка, имаме 32 слободни места и конструкцијски механичар, тоа е 3-годишно образование, имаме 32 слободни места. Во електротехничката струка, двата профили, електротехничар и енергетичар, значи имаме слободни 42 места, а во смерот компјутерска техника и автоматика, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, немаме слободни места, значи тамо бројот на е пополнен со предвидени ученици, значи од пријавени 94, значи што е голема бројка, запишани се 68, тоест две паралелки со по 34 ученика. И во профилот медицинска сестра имаме пријавено 64 кандидата и исполнуваат услов 47, значи за второто пријавување имаме 21 слободно место.
Идните средношколци годинава најголем интерес пројавија за гимназиското образование. По првото пријавување во гимназијата Гоце Делчев запишани се вкупно 210 ученици, од кои 206 со настава на македонски јазик, а 4 кандидати се пријавиле за паралелката на српски наставен јазик, но поради континуирана слаба заинтересираност, паралелката нема да се оформи. Помошник директорката на гимназијата Сонја Тодоровска вели дека се задоволни од бројот на пријавените ученици во првиот уписен рок, особено што и понатаму како и досега најголем интерес има за гимназиското образование, односно за општествено-хуманистичко подрачје комбинација Б, за кое се пријавиле 76 ученици, потоа следува природно-математичко подрачје комбинација А со 60 ученици, јазично-уметничко подрачје комбинација Б 30 ученици, природно-математичко подрачје комбинација Б 17 запишани, општествено-хуманистичко подрачје комбинација А 16 ученици и јазично-уметничко подрачје комбинација А 11 запишани ученици. Исто така 11 пријавени ученици има и за билингвалната паралелка, која што повеќе од 2 децении обстојува во гимназијата Гоце Делчев, посочува Тодоровска. Помал интерес во првото пријавување има за средното стручно училиште Перо Наков, каде што се пријавиле вкупно 117 кандидати во сите профили и дополнителни 5 ученици се запишани на Спортска академија. Перо Наков за второто пријавување располага со 305 слободни места. Второто пријавување е на 24 и 25 јуни. 40 годишен кумановец ќе одговара за загрозување со опасно орудие при тепачка или караница, откако го повредил својот другар кој се обидел да му го одземе ножот со кој се заканувал на својот татко. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ДД 40 години од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело загрозување со опасно орудие при тепачка или караница, информираат од Министерството за внатрешни работи. Како што појаснуваат од полицијата, пријавениот на 29 февруари околу 2 часот во приземна просторија од куќа на улицата 120 во Куманово започнала расправија со неговиот татко и Д 64 години, пошто зел куњски нож и му се заканил, а во момент кога неговиот другар АА му го одзел ножот, истиот се здобил со телесна повреда на десната дланка. Во рамките на програмата за уредување на зелените површини на јавното предпријатие Чистота и зеленило, интензивно се раззеленуваат повеќе локации во градот. Покрај вработените, во акциите вклучени се и дополнителни работници, 20 на корисници на социјална парична помош, информираат належните. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило интензивно работат на косење на трева и уредување на зелените површини. Акциите се одржуваат во рамки на програмата за уредување на зелените површини во градот, изгласан на Советот на општината. Покрај вработените, во акциите вклучени се и дополнителни работници, 20 на корисници на социјална парична помош, кои што во период од 1 месец ќе бидат ангажирани во уредувањето на површините. Дел од ангажираните веќе ги уредуваат градските гробишта, а дел се ставени на располагање во работната единица зеленило. Ние како јавно предпријатие, еден од најголемите проблеми што го имаме е наводнување на зелените површини, бидејќи не обезбедивме доволен број на бушотини, каде што ќе може да го покриваме цело градско подрачје и времето овие денови не оди во прилог, бидејќи на природен начин се наводнуваат зелените површини, но само по себе тоа значи дека имаме и поголема количина на трева, која што ќе треба поредовно да се коси и одржува. Веќе екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило се на терен, одржуваме се она што значи утврдено програма од страна на Советот на општина Куманово. Вршиме косење на тревата и зелените површини и мислам дека ќе имаме можност во текот на овој месец да организираме некоја акција, да опфатиме и малку поголем дел, она што не е утврдено со програмата, ете на некој начин да им излеземе на граѓаните во пресред, да исчистиме и нели полесно ќе може и ние подоцна да одржуваме во тие зелени површини. Стојчевски информира дека во наредниот период ќе почнат да организираат акции за уредување на зелените површини на повеќе локации во градот, по урбани заедници, населби.
Понапред ќе ги утврдиме тие локации, ќе бидат соопштени на граѓаните. Има повеќе барања од граѓаните за косење, сечење на дрвја гранки и граѓаните мора да имат разбирање за нашата работа, бидејќи ние работиме според утврдена програма. За сите дополнителни работи и активности кои што ќе побараат граѓаните да бидат спроведени, ние имаме ценовник и мора да се направи претходна уплата. Меѓутоа ќе дадеме напори, максимум, се што е во наша можност да исчистиме и уредиме што е можно повеќе. Долниот дел од градскиот кеј, улиците Авно и Вараждинска, булеварот Октомвриска револуција и делот околу спортската сала се само дел од локациите каде што изминативе денови се уредуваа зелените површини. Джош Силби е новото засилување на кошаркарскиот клуб Куманово. 29 годишниот американец, висок 183 сантиметри, има играно за повеќе клубови, меѓу кои и Мемфис Гризлис во НБА лигата, каде има одиграно 38 надпревари. Во Куманово доаѓа од Корејската кошаркарска лига и ќе игра на плеймейкерска позиција, а информацијата дека потпишал договор со клубот од Куманово ја потврдија и од управата. Во продолжение вестите од Македонија. Денеска истекува 8-дневната воредна состојба што ја прогласи председателот Стево Пендаровски со цел да се спроведат неопходните подготовки за организација на предвремените парламентарни избори на 15 јули. Последната пета воредна состојба беше прогласена на 15 јуни по постигнатиот договор меѓу лидерите на владеачката СДСМ Зоран Заев и на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски за терминот за изборно соочување. Шефот на државата ја образложи одлуката за нова воредна состојба со потребата да се овозможи непречена подготовка на изборите, а особено спроведување на мерки за заштита на јавното здравје за време на изборниот процес во услови на пандемија на COVID-19. 8-дневната воредна состојба беше дадена за да се донесат неопходните одлуки и протоколи за организирање и спроведување на изборите. На предвремените парламентарни избори според поднесените листи до ДИК ќе учествуваат 15 коалиции и партии со 1598 кандидати. Изборната кампања почнува в среда на 24 јуни. Партиите ветија фери демократски избори, зашто потпишаа и кодекс. Најавија дека ќе се фокусираат на кампања која ќе биде безбедна по здравието на граѓаните, без големи настани и митинзи, со зголемено користење на социјалните мрежи, традиционалните медиуми, билборди и друг тип на онлайн представувања. Партиите и коалициите кои ќе учествуваат на изборите, своите програми ќе може да ги представуваат до 12 јули до 24 часот, кога според ревидираниот роковник на ДИК завршува изборната кампања. Гласањето за предвремените парламентарни избори ќе се одвива 3 дена, а на изборниот ден ќе биде продолжено за 2 часа и ќе трае од 19 до 21 часот. На 13 јули ќе гласаат лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. На 14 јули ќе гласаат немотните и болните лица, како и хронично болните и останатите лица кои согласно изборниот законник гласаат еден ден пред одржување на изборите. На изборниот ден на 15 јули избирачките места ќе бидат отворени во 7 часот, а гласањето ќе трае до 21 часот, 2 часа подолго од вообичаеното на претходните избори кога гласачките места се затвораа во 19 часот. Наблюдувачкиот тим на мисијата на ОПСЕ ОДИХР, кој во земјава пристигна на 19 јуни, од денеска е подготвен за работа и членовите веќе имаа средба со Државната изборна комисија, на која беа информирани за текот на изборниот процес. ОПСЕ ОДИХР на покана на македонската влада испрати специјална мисија за следење на предвремените парламентарни избори закажани за 15 јули. Мисијата се состои од 7 експерти кои ќе бидат сместени во Скопје и во главниот град ќе го следат целокупниот изборен процес.
Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ги зголеми цените на горивата за 1 денар. Според одлуката, малопродажната цена на Евросупер БС-95 од полноќи изнесува 60,50 денари за литар. Евросупер БС-98 ќе се продава по 62,50 денари за литар, додека дизелот за 52 денари за литар. Поскапо за 1 денар ќе биде и екстралесното масло за домаќинство. Тоа ќе се продава за 41 денар за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,5 денари за килограм во однос на претходно утврдената цена, со што тој ќе се продава по 25,3 денари за килограм. Зголемувањето на цените, како што соопштија регулаторите, се должи на поскапувањето на цената на нафтените деривати на светскиот пазар во изминатиот 7-дневен период. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 24 степени, а минималната беше 12. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со дожд. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, а утринската ќе биде до 14. И тука е крајот и на денешниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување!